Споредувајќи ги податоците во надворешно-трговската размена меѓу Македонија и Франција во последните 10 години, она што го анализиравме од 2004 до 2013 година, се забележуваат значителни осцилации во трговското салдо. Од 2006 наму бележиме постојан дефицит на наша страна, кој беше наизразен во 2011 година и вредноста изначуваше околу 105 милиони американски долари. Иако во 2013 година имаме раст на извозот од 20,9%, сепак не можеме да бидеме задоволни, бидејќи дефицитот што го има Македонија во трговските односи со Франција во минатата година е висок, 69,1 милион американски долари, истиот учествува со 3% во вкупниот дефицит на Македонија со целиот свет. Простор за поголеми инвестиции од Франција во Македонија има, инвестиционата клима е позитивна, а со поголема стратешка и агресивна промоција на потенцијалите и погодностите за влез на странски инвестиции, полесно ќе се привлечат и побрзо ќе се одлучат француските стопанственици да инвестираат во Македонија. Присуството на француските фирми кои веќе се инсталирани во Македонија е можност да им се покаже на другите француски фирми дека ќе бидат во друштво со фирми кои имаат деловен успех во Република Македонија. Од месец април ова година ќе се воспостави и директна авионска линија меѓу Скопје и Париз, што значи дека ќе се анулираат слабите резултати во реализација на туристичкиот промет во двата правци, а сигурно таа линија ќе допринесе и за подобра комуникација меѓу компаниите од двете земји. Резултатите покажаа дека за соработка со Франција интерес имаат компаниите од металната и електроиндустријата, од металуршкиот сектор, од хемиската индустрија, прехранбената индустрија, како и компании од дрвната индустрија и информатичко-комуникацијските технологии. Генерална оценка е дека стопанската соработка на компаниите со Република Франција треба да се промовира подобро. Се има впечаток дека македонското стопанство не е промовирано во Франција на начин за да биде препознаено како таргетиран пазар кој би се поддржал од француската страна со конкретни активности, и тоа е она на што најмногу треба да се сконцентрираме во наредниот период. Вкупната трговска размена во 2013 година достигна вредност од 120 милиони 221.368 американски долари, што представува раст од 11% во однос на истиот период од претходната година. Значи имаме позитивен тренд. При тоа остварен е извоз од 25 милиони, околу 25 милиони, увоз од 94, што значи дека негативниот трговски биланс за Република Македонија некаде околу 70 американски долари. И она што сакам на крајот да го истакнам, тоа е дека напредокот на Стопанската комора на Македонија од 2005 година навака е во дел и резултат на соработката со Париската комора, која што во име на европските комори беше назначена како наш партнер, кој што помогна во институционалното поставување на новата организација на комората, во пружање на подобри сервис услуги за компаниите, и таа соработка продолжува и ден денес, како и соработката со меѓународната арбитража во Париз, со која што нашата арбитража има континуирана комуникација и соработка. Француската влада навистина се обидува да спроведува економска дипломатија, но исто така изголемување на размената со целиот Балкан, затоа што сметаме дека Македонија е дел од нашето блиско соседство и вие сте дел од нашите привилегирани соседи. Француската влада преку економската дипломатија си зададе една стратешка цел која што е неопходна за нашата надворешна политика, и јас имам задача да ги искористам сите средства за да ја зголемам трговската размена, но исто така и да го зголемам бројот на инвестициите меѓу двете земји, затоа што сметаме дека извозот и увозот одат заедно, и ако на пример трговската размена се зголемува, тоа значи дека сме се обиделе да ја исполниме нашата задача. Можностите се огромни, но напорите треба да се најдат пред нас за да се организираме и да добиеме и резултати на крајот. 2013 година е навистина важна година за двете влади, кои што организира повеќе настани во двете земји под председателот на владата господинот Певшевски, но и господинот Бил Павлевски и премиерот
беа на патување во Франција, во повеќе наврати. На 8 јули во Париз имаше една средба, но и во октомври и во ноември, во Париз, во Лион и во Марсеј. Премиерот на 4 декември отпатува за Париз, исто така. Подпредседателот на владата, господинот Груевски, присуствуваше на средбата на француските предпријатија, кои што беа заинтересирани за македонскиот пазар, по повод еден настан кога 40 француски фирми беа присутни и покажа интерес за истражување на македонскиот пазар. Од тогаш во Скопје организиравме исто така 2 големи настани. Првиот настан се случи на 16 мај, со кој што председаваше Јитка Пантучкова, председател на управниот одбор на Охридска банка Societe Generale, бидејќи тоа е нашето прва инвестиција од 2007 во Македонија. Навистина имаме таква предност да имаме банка присутна овде, банка која што е приватна, но банка која што толку добро е распространета на целата македонска територија и од низиното доаѓање овде се соочи со огромен успех во 2007 и ако посакува господинот Туати ќе му дадам збор за да кажа нешто повеќе за Охридска банка, но мислам дека на сите ви е тоа добро познато. Во однос на интересот кој што го имаме со присуство на банката овде во нашето инвестицијско портфолио од огромно значење, затоа што Societe Generale е една од 4 најголеми банки во Франција и оваа година ќе слават 150 годишнина од основањето и преку управниот одбор на Охридска банка ќе ви кажам дека истата банка овде денес е член на бордот на Сојузот на банкари и во Македонија и во Европа. А тоа значи дека за мала територија како што е Македонија, ја имаме таа предност ние французите да имаме присуство во овој сектор кој што од суштинско значење, кој што се повеќе се развива, затоа што имате од една страна банка Societe Generale, која што и во Србија, и во Хрватска, и во Бугарија. И како што знаете, 65% од размената на Македонија е кон Европската Унија, трговската размена, и мислам дека станува збор за терен кој што е огромен, бидејќи предпријатијата кои што се работуваат со Франција ќе можат со Societe Generale да имаат врска со Франција директно на финансиски план и мислам дека е тоа нешто што е многу важно. Значи ви зборував за навистина слабите работи, затоа што немаме постојано човек надлежен за економските односи, а освен Жаклина, сепак успеваме некако да се организираме преку различни агенции и постојано имаме регионални конференции. Од предностите ќе кажам дека ги имаме сите тие можности кои што се поврзани со нашето присуство и првото ќе ви кажам дека со фактот што Охридска банка е присутна овде, тоа значаен партнер на сите форуми кои што ги организираме.